Добро утро, драги, добро утро. Симона, се наоѓаме во дворот на природно-математичкиот факултет во Скопје, а за сите љубители на математиката и логиката, Македонското здружение на студенти математичари отвори нов повик за зачленување, што нуди здруженијето и како младите можат да станат дел од оваа заедница. Утрово разговараме со претседателката Христина Митреска. Христина, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Така, за почеток на нашиот разговор, ајде да им откриеме на нашите гледачи што всушност представува вашето здружение и која е вашата основна мисија. Македонското здружение на студенти математичари е ново формирано здружение. Прво од овој вид, односно првото студентско здружение на математичари во нашата држава, ке действува на целата територија со цел првенствено да се посвети на студентите. Мисијата на здружението е да потикнеме научна истражувачка работа помеѓу студентите, да го возможиме студентскиот живот да биде поедноставен, а тука се разбира и промоцијата на математика меѓу надежно идните наши колеги, средношколците, па и основците, работилници, семинари, поврзување на студентите со професори и слично. Христина, една од причините за ова наше утринско гостување кај вас е токму отворениот повик за нови членови. Кои се може да се пријави, кои се условите, каков е начинот на пријавување на нови членови во вашето здружение? Така. Значи, неодамно отворивме повик за нови членови во здружението за 2026 година. Здружението првенствено е наменето за студентите по математика, но тука се и сите они останати студенти кои сакаат математиката да им биде повеќе од само предмет на факултет. Се разбира и алумните, професорите по математика, средношколците и сите љубители на математиката кои сакаат да придонесат во нејзината промоција и ширење во општеството. Членовите може да се зачленат, повеќе информации има на нашите социјални мрежи, Facebook, Instagram, веб страницата. Членството е преку пополнување на форма, изнесува 300 денари годишно, некоја символична цена со која би се поддржала работата на ова здружение, а членовите би имале можност да учествуваат во различни семинари, работилници, но пред се тука е дружбата, планираме да организираме и различни настани од таков карактер. Само студенти на природно-математичкиот факултет или може би и од другите? Не, може од било кој факултет, сите студенти се добре дојдени, тука се разбира и нашите колеги од останатите универзитети во државата. Да, тоа е убаво да го појаснеме и за крај на нашиот разговор, какви активности имате планирано да реализирате со оглед на тоа што здружението е релативно ново, пред некој месец го промовиравте? Така. Првенствено активностите би биле наменети од студентите за студентите. Значи, како студент изминатите години на тука природно-математичкиот факултет се соочив доста пати со нејасни задачи, се прашував каде може да се обратам за помош, па токму нашето здружение ќе биде тоа место, односно ќе пружиме туторство, менторство за студентите на кои тоа им е потребно, на бруцошите подготвителна настава и насоки како да се прилагодат на студентскиот живот. Тука се и семинарите и работилниците за студенти, средношколци. Еден сличен таков настан организиравме и во месец март, како студенти тука на Институтот за математика, односно имавме работилници за средношколци во склоп денот на математиката. Така, Христина, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и ви посакуваме да имате успешна работа со вашето здружение. Ви благодарам и вам за поканата и ви посакувам убав ден. Така. Отворен повик за членови на Македонското здружение на студенти математичари. Може да се пријавуваат студенти и од останатите факултети при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Утрово на оваа тема разговаравме со претседателката на здружението Христина Митреска.